За тероризмот не постојат мали и големи држави под закана на ова глобално зло. За Македонија тоа е проблем исто колку што е проблем за Соединетите Американски држави или за која било друга демократска држава во светот. До сега, речиси без исклучок, се покажало дека актите на тероризам никогаш не биле во смисла на подготвувањето, организирањето и извршувањето изолирани само во една држава, изјави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на собирот посветен на сузбивањето на насилниот екстремизам и радикализам кој води кон тероризам, на кој што учествуваа 50 локални и меѓународни експерти за безбедност и представници на националните власти и граѓанското општество. Во Македонија досега нема поднесено кривична пријава за регрутација во некоја од терористичките организации, но со последните измени во кривичниот законник е интервенирано во овој дел. Создадена е правна рамка во функција на испраќање на порака дека нема да дозволиме во Република Македонија вакви радикални структури да најдат плодна почва за промоција на нивните идеи и да одат на штета на демократијата и на слободата на сите граѓани, додаде Јанкуловска. А учеството на државјаните на Босна и Херцеговина во вооружени судири во странство денеска и официјално е кривично дело за кое следи затворска казна од 10 години. Повод за законските измени е фактот што граѓани на Босна и Херцеговина учествуваа во борбите во Сирија во редовите на екстремистичките исламистички организации. Медиумите објавија дека се регистрирани најмалку 80 на босански граѓани во сириската војна, од кои 20 загинале, а 40 се вратени дома. Македонија, како и многу држави, веќе се движи во насока на озеленување. Главните елементи на патеката на зелениот раст се протегаат низ сите сектори, со особен акцент на водите, земјоделскиот сектор, надминувањето на предизвиците за приспособување на менувањето на климата, енергетиката и транспортот, се наведува во извештајот Зелен раст на Светската банка. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски потсети дека владата подготви и усвои национална стратегија за одржив развој во 2010 година. А полицијата и инспекторите вчера при контрола на 230 складови за дрва изрекоа прекршоци во вкупна глоба од околу 400.000 евра и запленија над 503.000 метри кубни дрва. Во контролата учествувале и Управата за јавни приходи, пазарната инспекција и инспекторите од областа на шумството и ловството. Ваквата координирана активност била во функција на контрола на оние кои што треба да вршат заштита на дрвниот фонд. Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски во седиштето на НАТО во Брисел учествува на министерскиот состанок на Северноатлантскиот совет на НАТО во ИСАФ формат. Состанокот е посветен на актуелната политичко-безбедносна состојба во Авганистан, како и на натамошните активности на земјите членки и оперативните партнери на НАТО по завршувањето на ИСАФ мисијата. А од состанокот беше упатена порака и до Црна Гора и Грузија. Двете земји годинава нема да бидат повикани за членство во НАТО, изјави генералниот секретар на Алијансата Андрес Фог Расмусен. Со Црна Гора ќе почнеме интензивни разговори, а најдосна до крајот на наредната година ќе решиме дали ќе ја повикаме за членство. Што се однесува до Грузија, Расмусен најави дека место членство на оваа земја ќе биде понуден пакет помош во приближувањето кон НАТО. Првите американски војници кои треба на ирачката војска да и помогнат во борбите против сунитските бунтовници пристигнаа во Ирак, соопшти Пентагон. Половина од 300 специјалци кои ги вети американскиот председател Барак Обама се наоѓаат во Багдад или на првите линии на фронтот, додека другите ќе пристигнат следните денови. Администрацијата на Обама наведе дека американските војници нема да учествуваат во борбите, туку ќе ги советуваат ирачаните и ќе им обезбедат разузнавачки податоци. Украинскиот јазик ќе остане единствен државен јазик во Украина, изјави председателот Петро Порошенко. Единствен државен уставен јазик во Украина беше и останува да биде украинскиот јазик, нагласи Порошенко, истовремено додавајќи дека општините во Украина ќе имаат целосни права покрај украинскиот да ги користат и другите јазици, меѓу кои и рускиот, прецизира председателот на Украина.